и сестри кои го слават Господ. Они ќе ни пеат, ќе ни служат после уште една до две песни. Значи, вечера ќе ја прочуваме темата "Оди во твојот град" и објави им ја осудата на Бог, бидејќи нивните животи се зли, нивните дела се зли. Оди, значи, во твојот град и проповедај и објавувај дека ќе има суд на тој град и на таа држава и на таа земја. Према Јона 1 глава 2 стих. Читаме, значи, вечера Јона 1 глава 2 стих. Сега има македонски превод, ќе ми биде полесно да ви читам, бидејќи во Франција го немав македонскиот, имав само на југословенски јазик. Само да најдам сега во македонскиот каде е Јона, бидејќи јас повеќе користам, значи, нели, југословенска Библија. Стари завет, да, ама катета во преферфлимон, анексар ко југословенска Библија. Само момент да го пронајдам. Молам? Глед Амос. Да, ама тука се македонската Библија малку е растурена пред Амос, знам пред малите пророци. Сега ќе го најдам. Амос, ја најдов Амос, Осија, само момент. Бидејќи одамна ја нема македонската Библија во раце, со години, се со југословенската Библија баратам, еве го, мислам дека ќе го најдам. Амос. Ние бевме досега во црква, еве ја најдов, Јона, 1 глава, значи 2 стих. Јона, 1 глава, 2 стих, слушајте што вели вака. Ова важи, браќа мои, не за Јона, затоа што Јона веќе не е жив, почина можеби пред отприлика, можеби 2500 години. Ова важи за тебе и за мене вечера што ќе го читаме. Значи. Читам Јона 1 глава 2 стих. Стани, оди во Ниневија. Тоа било за Ниневија. А ова е важи за твојот град, брате мој. За мене важи за Скопје. За тебе важи за Кунстендил, Дупница, Софија, не знам кој од кој град е. Стани, оди во твојот град, јас значи ќе го преиначам. Голем град и зборувај против неговите дела, затоа што нивното зло се воздигна пред моите лица. Злата, злите што ги прават луѓето, што ги чинат, гревовите, прекршувањето на светиот Божи закон, 10 заповести. Лажење, измами, крадење, прелюба, љубомора, непочитување на татко, мајка и така натаму. Стана вообичајна појава. Никој не сме имуни на овие зла, драги мои. Па дури и ние кои веруваме во Светото писмо и меѓу нас има такви кои не почитуваат татко и мајка, кои лажат, кои крадат. Да, многу жалосно. Злото се прошири и не зарази нас кои сме луѓе на Библијата, луѓе верувачни хора кои веруваме во Господ Бог. Читаме сега третиот стих од книга на пророкот Јона, 1 глава, значи, третиот стих, Јона 1:3. Што направил Јона кога Јехова Бог му заповедал да оди да проповеда во тој град? А Јона стана да побегне во Тарсис од лицето на Јахве. Слезе во Јафа и најде брод што пловеше за Тарсис. Го плати во зенето и отиде во него за да отплови со нив за Тарсис. Далеку од присуството на Јехова Бог. Драги пријатели мои, народе Божи, сите ние тврдиме дека веруваме во Светото писмо. Сите ние го читаме Светото писмо. Сите ние тврдиме дека сме послушни на Јахве Бог. Ама дали навистина сме послушни, браќа мои? Матеј 28 глава 19 и 20 стих, нашиот спасител Јешуа Исус Христос ни заповеда, браќа мои. Не кажува кој сака, него вели сите ние што веруваме во него, кои сме негови ученици, да одиме и да ги научиме народите, да ги учиме за Господиот пат, да ги учиме за Светото писмо, да ги учиме за судот Божи, да ги учиме како да го победат гредот во себе. И кој од нас го прави тоа? Денеска сите сме слични на Јона. Не сите, ама 90%. Сите кои сме хора кои веруваме во Светото писмо, станавме слични на Јона. Не сакаме, не мрази, зима е, ладно е, лето е топло, дожд,
не знам што ќе најдеме стотини оправдувања да, како што вели сестрата, изговор значи оправдание да не го послушаме заповедот на нашиот Спасител. Браќа мои, вие гледате што се случува со војните. Израел го бомбардира, Иран го му враќа бомбардирањето, овие, Украина, Русија, не знам што, утре ќе излезе некоја трета војна, некоја други држави, Пакистан, Индија се потенцијални кандидати да се уништат со нуклеарно оружје, бидејќи и двете држави го имат нуклеарното вооружување. Нема сигурност во овој свет. Дали некој од вас вечерва е сигурен за својот живот и за животот на своите мили, драги, за своите фамилии? Дали сме сигурни во овој живот, драги мои, без нашиот Господ, кој ни дава гаранции за живот? Како може тогаш ние да молчиме? Кој ни ја затвори устата, браќа мои? Сестри мои, кој ти ја затвори устата да не збориш, да не проповедаш? Кој ти брани, кој ти забранува? Има ли опасност да те затворат, да те убијат? Сетете се колку браќа во Пакистан, каде што е забрането христијанството, каде што е забрането Светото писмо, секој дневно, денеска, не знам, 20, 30, 100 го загубија животот само затоа што на други хора им кажуват за Христа и некој кој ги шпионира, живи ги палат. Да, драги мои, ама они сведочат, они работат. И Божјото слово се шири во Пакистан, се шири и во другите држави каде што е забрането да се проповеда. Во Бугарија, во Македонија, во Европа, во Европската унија, кој ни забранува да проповедаме? Зошто сме слични на Јона? Зошто станавме сите модерни Јони? Не ќе да одам таму. Ти си милостив, ти си жалостив, ќе им простиш, ќе трае твојата милост. Ама, браќа мои, према сигналите на знаците на времето, овој свет нема повеќе време. Проповедането наскоро ќе биде забрането и во Европска унија, и во Европа, и во Балканот, и насекаде во светот, не само во неколку земји. Тогаш не вреди да земеш Библија и да одиш да си го рискираш животот, да те убијат или да те уапсат. Затоа што Господ тоа не го бара. Господ сега бара да бидеме луѓе кои ќе го сведочат Словото Божие. Читаме понатаму што се случува. Читаме, значи, 4 стих и 6 стих од книга на пророк Јона, 1 глава, значи 4 и 6. Што се случува со Јона? Најверојатно знаете, ама ајде да се сетиме. Но Јехова фрли голем ветар, дигна голем ветар на морето и стана голема бура во морето. И бродот скоро се разби. Морнарите се исплаше. Фрла во морето се што имаше во бродот, но бродот тонеше. А Јона беше заспал на дното на бродот. И капетанот на бродот дојде кај него и му рече: "Што е со тебе, ти спанко мрзлив? Ајде стани да се молиш на твојот Бог. Не гледаш дека тонеме, ќе умреме. Може би твојот Бог ќе се сети за нас и ќе не спаси да не загинеме." Но ништо, и понатаму продолжува, значи, Јона нема храброст да се моли, бидејќи Јона самиот знае дека тој е причина дека бродот тоне. И на крај фрлат, нели, ждрепка, коцка и откриват дека несреќата што ги снајде со ова невреме е Јона. И го прашуват: "Кажи бе, пријателе, што е работава? Зошто побесна морето одеднаш?" Тука гледаме и Јона колку бил искрен, навистина христијанин по мерка, верен, вистинит, не лажеше, директно им рече: "Јас сум причината." Вика: "Јас сум затоа што бегам од Господ, од нашиот Создател, кој ми нареди да одам да проповедам во тој град, ама јас не сакам да го послушам." Повторно се обидуваат да го спасат бродот, ама тонот готов тонеше и на крај го праша: "Што да направиме за да се спасиме?" Тој бил искрен, им рекол: "Фрлете ме во морето и ќе престане невремето, бурата, олујата ќе престане." Тие не сакале, но на крај беа принудени, го фрлја во морето и в тој момент, во секунда, во стотинка, бурата запре и тие сите се покаја и го прифатија Јехова Бог и му принесува жртви, нели, према Словото Божие, како што ни дава извести. Што се случи со Јона? Паѓа во морето и мислел готов крај, неговиот живот е крај. Меѓутоа Бог е величествен во својата милост.
му праќа една голема риба, може би бил кит, не знам, не пишува, само пишува дека е голема риба, го голта Јона, ама не го убива, не го сварува, не го јаде, не го изедува, туку тој е натревал рибата како една врста на подморница. Натревал темница, во мрак, нема што да јаде, нема што да пие, солена вода не може да се пие. Тука се освестува дека непослушноста према Божјата заповед ќе го чини живот. Ќе го загуби вечниот живот и овој живот што го има. И Светиот Дух успева Јона да го покае, да го обрати. Јона вели, добро Господи, ќе те послушам, сгрешив. Ова е навистина, не знам, како научна фантастика, ама така Словото Божје зборува, од тој крај каде што бил фрлен на морето, после 3 дни Јона се враќа, значи Јона се враќа назад кон Ниневија. Рибата ја отвора устата и го изблува, го исплука точно пред градот Ниневија, таму каде што требаше да оди. И тој оди проповеда. Тој оди им ги кажува гревовите. 3 дена мораше, значи, да проповеда, да оди од улица на улица, од пазар на пазар, од плоштад на плоштад, да проповеда дека Ниневија ќе биде уништена, дека ќе изгори, сите ќе умрат. Јас верувам дека Јона не мислел дека Ниневија ќе се обрати. Царот слушал, се покајал, војската, министрите и издал наредба на целиот народ кој живее во Ниневија да постат и да го молат Господ за прошка и да се свртат кон него, да му служат и да го слават и да го фалат. Дали знаете колку голем град бил Ниневија во тоа време, драги мои? Тој град бил голем на 120.000 жители. Во тоа време тоа бил како денешните милионски град. Во тоа време градовите биле 5, 6, 10.000, повеќе не биле. Градовите како Ниневија, како Вавилон, како Рим во тоа време кои имале над 100.000 жители, се сметале како сега Париз, Берлин и така натаму. Значи, на Господ му било жал да ги униште тие луѓе, затоа го праќа своја слуга да ги посети на гревовите, да ги посети дека треба да го остат тој пат. Она сега тоа го прави. Јона е сега и негото проповедање било успешно. Не еден, не два, 120.000 души биле спасени со негото тридневно проповедање, односно од 40 дена потоа подржал, нели, да проучува со нив, да ги проучува на патот Божи. Браќа мои, сестри мои, народе Божи, една интересна работа тука се може да се примети. Каква работа? Кој бил тој што направил да донесе плод, да 120.000 луѓе се покајат и го прифатат Господ, да го прифатат спасението, да ги остават гревовите, да ги почитуват. Ние немаме целосен извештај, но знајте, ако Јона бил израелец, ако Јона бил, значи, дел од Божјиот народ, ако Јона бил пророк Божи, тој го проповедал законот Божи, 10 заповести, да луѓето не го прекршуват, да луѓето се вратат кон него, да го поштуват, почитувајќи ги, нели, 10 заповести. И Ниневија ги прифати заповестите Божи. Ниневија го прифати законот Божи. Ниневија го прифати Јехова Бог и цел град бил спасен. Сите биле спасени, драги мои. Ова е неверојатна случка. Како ние денеска размислуваме и живееме, драги мои? Дали и ние сме слични на Јона или сме бетер, уште полоши од Јона? Јона се покајал и отишол проповедал. Што е со нас? Ќе кажаме на искуство, денеска го кажа во црквата. Во Франција, не знам дали приметивте на мојот Фейсбук, јас често одам да проповедам и делиме книги, значи семе Боже, нудиме на луѓето, на хората, им даваме, нели, по нивните поштански сандачина. Во тој град сме некаде околу 80 крстени христијани, не адвентисти, од мојата деноминација, адвентистичка црква. Знаете ли кој оди со мене да проповеда таму, да делиме книги, да шириме Евангелие? Мојата внука, која има 6 години. Таа вика, немој дедо да се отишол без мене, сакам со тебе да одам да проповедам. И оди, нуди на хората, дели книги и успешно слави чест на Господ. Браќа мои, едно дето 6 години сака да работи за Христа. Едно дето 6 години го слуша повикот на нашиот Спасител и Господ да биде проповедник Божи. Вие сметајте како сакате, јас ќе ви кажам што е за мене. Тоа дете, Амелија се вика, 6 годишно е проповедник Божи со 6 години.
Не знае може би да проповеда како јас и ти, ама тоа што знае го дава на другите. Во срце го прави, како што вели сестрата тука која што е со нас. Браќа мои, кој не пречи нас, кој не кочи да одиме да проповедаме, да сведочиме. Немојте да се наслоните на проповедници, на старешни, они се должни. Не. Секој еден кој се крстил е должен да го сведочи Евангелието Божие. Секој еден кој го прифатил Христа и за кого Христос умрел е должен да го послуша налогот на Христа. Одете и научите ги народите хората и припремете ги за моето доаѓање. Ги припремале ли хората за доаѓањето на Христа, драги мои? Го припремаме ли овој свет за доаѓањето на Христос? Бог да не благослови да размислиме за ова сега, во тој правец браќата ќе ни пеат уште една песна. Ајде, круг се имам ги. Халелуја, слава и чест на нашиот Господ за ова дивна убава песна. Голема е милоста Божја, слава му и чест, што Бог не благослови да имаме такви браќа кои знаат да го слават и фалат Бога. Сега ќе одиме малку подлабоко, уште може би 5-6 минути ќе проучуваме. Прво Петро послание, 2 глава 9 стих. Прво Петро, значи, читаме Прво Петро послание, 2 глава 9 стих. Значи, Прво Петро послание, само да го пронедам. Прво Петро, значи, 2.9. Слушайте што вели Светото писмо. Прво Петрово 2.9. Вели вака. Но вие сте избран род, избрани, царски свештеници, свет народ, народ кој се Боже власнештво. Слушате ли што ни вели Светото писмо вечер, браќа мои и сестри мои? Дека ние сме избрани, свети, царски свештеници. Сега ќе го читаме зошто сте избрани, зошто сте царски свештеници. Вториот дел од 1 Петро 2.9, вториот дел го читам. За да го објавувате, за да ја објавите моќта, силата на Господ,
да го објавите оној кој од темнина ве повика кон својата чудесна светлина. Разбравте ли сега зошто сте хора Божи, драги мои, зошто сте избрани? Да ја објавувате светлината Божја која е во вас. Ја објавуваме ли светлината Божја? Тој е Исус. Ако земете да го прочитате Светото писмо, кој е светлина? Христос, нашиот спасител. Јешуа, кој умре за нашите гревови. Христос отида на крстот, го дал својот живот, се жртвал, ја пролил својата крв, а ние не можеме да одиме во нашиот град еден час седмично, 4 часа месечно да зборуваме за хората за Христото доаѓање. Драги мои, да знаете, према Езекија, хората ќе отидат во простат во огнено езеро, ама ако не се опомени на нас да ги посетиме дека постои суд, крвта нивна ќе се бар од тебе и од мене. Така вели Езекија, не? Ако веруваме во Светото писмо. Јона за малку ќе го угасил Светиот Дух во себе. Многу христијани денеска го гасат Светиот Дух во себе, го уништуваат, го терат од себе да го изгонуваат. Зошто? Ајде да прочитаме 5 глава 20 стих, значи од 1 Петрова, 5 глава 20 стих, значи 1 Петрова, 5 глава 20 стих. Слушайте што кажува вечерва, значи Светото писмо. Само ме да го најдам. Тука направив една грешка, Солуњаните, пардон, не Петрова, Солуњаните. Значи, 1 Солуњаните, 5 глава, 20 стих. 1 Солуњаните, 5 глава, 20 стих. Слушайте зошто, значи, го гасиме Светиот Дух во нас. Ќе беше. 5 глава, 20 стих го читам. Немојте да го гасите Светиот Дух во вас. Зошто, драги мои? Како можеме да го гасиме Светиот Дух во нас? Поради непослушноста. Се сеќават Каин. Дали бил послушен на Бога? Не. И што направил? Губил својот брат. Ева, дали била послушна на Светиот Дух? Не. И што направила? Навлекла грев и проклество и вечна смрт за сите своји деца. Што приме ние вечерва? Што приме ние денеска и утре? Ајде да прочитаме сега кои се тие чии имена се записани во книгата на живот за вечен живот. Кои се тие хора чии имена се запишани во книгата на вечен живот? Филипјаните, 4 глава читаме. Филипјаните, значи 4 глава од 2 до 5. Филипјаните 4 од 2 до 5. Читам. Ја потакнувам, значи ја посетувам Еводија, значи тоа била сестра, и Синтихија, значи 2 жени, сестри наши, да сложно му служат на нашиот Бог Јехова. Те молам и тебе, значи ова важи за мене и за тебе, те молам и тебе, својот верен соработник, да им помогнеш на тие жени кои се бореле за добрата вест, за радосната вест, и заедно со мене и со Климент и моите соработници, чии имена се запишани во книгата на животот. Чии имена се записани во книгата на животот? Соработници на Христа. Тие кои што работат за Христа, тие кои што го проповедат Евангелието, како овие 2 сестри, како Павле и другите хора. Браќа мои, сестри мои, вечерашната порока е, значи, да разбереме една работа, да одиме таму каде што сме и да објавуваме дека наскоро ќе има пропаст на светот, дека ќе има крај на светот, дека светот е зло, дека хората се зли и дека морат да се променат и да го прифатат законот Божи, 10 заповести Божи, да го прифатат јагнето Божие Христос, кој е нечисти од нашите гревови. И затоа вечерашната порака, драги мои, да бидеме сведоци на Исуса Христа, негови проповедници. Амин. Бог да не благослови сите. Амин. Бъди благословен, брат, с целия си дом и винаги така употребен за насърчителните думи, които изговори тази вечер, и да благодарим на братята
се што които ни насрчиха со своите песни. Бъдете благословени. Амин, амин, слава чест на Господ. Дали може сега да се молам во групата, бидејќи ние имаме проучување, после треба да проучуваме со друга група. Ајде. О, девла гудлеја барја косин ке хваја, даде Марија. Слава честу ке величанство, красота, милост, величанство, респекти, со благословена мене ракте шунато лафи, со благословена мене ракте сватина матва сарујона, ама това сарте верна апостоля, това сарте верна слуге, те кандату, те шунату, това ке послушна девлем, това те пропоенике. Благословен на далеските дух светоја дево. Амаре анавате ачонте тергоен ко книга на животот. Това вечно туја девла гуля далески благословен со дух на проповедење, со дух проповеднички, и силата Духа Световски девла слави нејато вечно. Халелуја, амин, девла, славато ке амин. Поделте благословен, Бог да ве благослови и довидување. Амин, чао, чао. Поздрав. Сестра Тања, да бидеш. Кажи, сестра. Може ли да кажа аз нешто? Както